Значи на 17.12 е донесена наредба од страна на Основен суд Скопје 1 за претрес на стан на овие двајца обвинети. Со таа наредба, како што слушнавте и денеска, која беше за дрога, впрочем, по член 215 од Кривичниот законник, произлегува дека се пронаоѓаат некои материјали, некои документи и се ова што е уствари предмет на цела оваа афера која што ја нарекува фабрика. Денеска на прашањето дали одзимањето на компјутерите и отварањето на компјутерите беше со цел да се пронајде дрога во истите, видовте како изреагира обвинителство нервозно, што значи да целата оваа фактички целиот овој театар кој што беше испровоциран, сега полека добива своја димензија. Денеска не слушнавме и од началникот на финансискиот криминал што е со останатите работи кои што во јавноста се споменуваат на големо, а тоа се некои снимени материјали. Значи не постоел никаков снимен материјал, а она што е пронајдено е дадено, тоа се еден куп на документи, на фајлови, кога кажувам документи, тоа се само во електронска форма, никаков хартиени документи и така натаму. Драго ми е што бевте присутни тука да не биде тоа само моје забележување, него и вие лично да се уверите како одат работи. Началникот во голем дел го потврди тоа што обвинителството го имаше во својот навод, тоа се однесува на пронајдените материјали кај него. Не материјали, фајлови. Да, во компјутерот и она што било за Така е. Тоа е она за кое што разговаравме. 105 лични карти во кои што се споменува и невиновност. Не, тамо беа пронајдени само значи припремите во електронска форма. Значи не изработени лични карти, не личните карти кои што се идентични со личните карти кај новинарот Љубиша. Значи само припремите и тоа е голема разлика од нешто дали некој направил, со што можел да направи, како можел да изработи или не. Што поентирате дека можеби не Јас- што се правени? Не, јас не поентирам на ништо, јас сум сигурен дека во условите, у домашните услови каде што е извршен претест, не може да се изработи ниту лична карта, ниту патна исправа, ниту пак некој документ од овој вид. Сметам дека се сомневам дека и воопшто у компјутерите поседувале нешто освен лични работи кои што, пазите, тоа се компјутери на деца. Не знам како ќе го наречете тоа, меѓутоа јас се сомневам.